вашава работна средина се чувствува голема бучава. Како го поднесувате тоа? Да, точно е тоа дека има јака бучава и создава проблеми при комуницирањето со луѓето. Поготово кога пословоѓа, секој збор мора да слушаат и да извршават моите задачи. Колку време работите овде? Работам 13,5 години. Дали досега сте почувствувале некоја промена во слухот? Имам почувствувано оштетување на десно туво. Целокупниот развој, пред се брзата индустриализација и урбанизација, покрај големите достигнувања, истовремено е проследен и со низаштетни последици за животната и работната средина. Настана пореметување на еколошката рамнотежа, што се огледа во деградација на средината во која живееме и работиме. Присутна е загаденост на воздухот, водата, земјиштето, прехранбените производи, потоа појавата на бучавата и друго, што многу неповолно се одразува врз здравјето на човекот и воопшто на биолошкиот свет. Бучавата представува денес еден од најопасните загадувачи, која според истражувањата и ургентноста е на трето место, веднаш по загадувањето на воздухот и водата, и стана не само физичка, туку и здравствена и социолошка опасност за модерниот свет. Светските статистики укажуваат дека постојаното годишно зголемување на бучавата за 1,5 децибели, особено во високо развиените индустријски земји, ќе доведе до тоа, до пред крајот на овој век многу средини да станат неприкладни за нормален живот и работа. Во Јапонија бучавата денес е загадувач број 1 и рационалните јапонци се уште не можат да изнајдат сигурен начин како да се одбранат од овој опасен, невидлив непријател. Во Шведска од бучавата годишно оглувуваат по околу 16.000 лица, а во Соединетите Американски држави пред 10 години вкупните трошоци поради боледување, намален учинок, повреди, одштетни барања и слично изнесувале над 4 милијарди долари. Затоа на проблемот на бучавата му се посветува се поголемо внимание. Но, иако во високо развиените индустријски земји се утврдени така наречени сигурни стандарди за интензитетот и должината на изложувањето на бучава при работа, се уште постојат спротивни мислења за прашањето колку гласно и колку долго. Со цел да се одреди границата на бучавата од која не би постоел ризик за оштетување на здравјето, многу автори се обиделе да ја класифицираат буката спрема нејзиното штетно дејство, земајќи ги во обзир интензитетот, фреквенцијата и временските особини. Се дошло до заклучок дека буката со интензитет под 65 децибели нема штетно физиолошко дејство. Над 100 децибели дејствува изразито негативно зависно од индивидуалните особености на човекот, а до и над 120 децибели доведува до моментално оштетување на слухот и другите органи. Човекот денес е изложен на бучава насекаде и во секое време, не само на работното место, на улица, во автомобилот, туку не може да најде мир ниту во својот дом, ниту во местата за рекреација, зашто таа го придружува насекаде. Особено внимание се посветува на бучавата во работната средина, каде работниците, посебно во текстилните фабрики, машинската, цементната и градежната индустрија, каде што се употребуваат разни машини за дупчење, потоа челичарниците и рудниците се експонирани на јака бучава и вибрации кои уште повеќе го зголемуваат штетното дејство. За штетното дејство на бучавата и за согледувањата на оштетувањата на слухот во работната средина, каде што е присутна интензивна бучава, во емисијава говори професор доктор Пенчо Шукаров. Познатиот учен Роберт Кох уште пред 100 години забележал: ќе дојде ден кога луѓето ќе се чуваат од бучавата како од чума и колера. И навистина денес бучавата не обкражува насекаде, но сепак нејзиното најмаркантно и најинтензитетно делување е во професионални услови. Во услови каде што луѓето работат 7-8 часа дневно, континуирано низ повеќе месеци и години. Туку што ја чувте бучавата од една наша текстилна фабрика, еден текстилен комбинат во Македонија, и таа
hala je proizvedува ова бучава, koja si ima svoji intenzitetni i frekventni karakteristiki i koja što во slučaju iznesuva 24,5 decibela, što po odredeni svetski normativi spada vo така наречената опасна зона, to znači čim je nad 85 decibela spada vo opasната zona i tu kao očekivano je da dojde do oštetuvanja na slušniот organ i ne samo na slušniot organ, туку и на кардиоваскуларниот систем, на реналниот систем, хормоналниот систем и така натаму. Оваа бучава, кој што реков, прави одредено оштетување на слухот и ако замислиме дека нормалниот слух се наоѓа некаде околу 10 децибела, 10 интензитетни единици, гледаме дека некаде околу 4000 Hz почнува да се ствара еден скотон, еден испад, кој со време се продлабочува, се проширува и луѓето почнуваат да имаат некои повеќе, некои помалку комуникативни слушни потешкоти. Во одделни гранки на бучната индустрија преовладува производ на бучава со интензитет над 80 децибели, со високофреквентен спектар. Во бродоградилиштата е присутна бука од 100 до 120 децибели, а во авионската индустрија и над 130 децибели. Во црната металургија производната бука со силен интензитет е присутна во сите главни производни погони – топилница, челичана, валавница, а изворите се различни во зависност од технолошкиот процес. Од досегашните мерења во погонот топла валавница, прирудници и железарница Скопје е регистрирана бука над 100 децибели на работните места околу вентилаторите на загревните печки и во машинската хала, на изворот на буката на компресорските станици, улни подроми и друго. Максимално е регистрирана бука од 112 децибели, што е над дозволениот просек во работната средина од 85 до 90 децибели. Се наоѓаме во рудници и железарница Скопје во погонот ладна валалница покрај постројката Валјачки петостан, која продуцира висок интензитет на бучава. Па ќе го замолиме другарот Шкрековски да ни каже колку изнесува интензитетот на бучавата. Во овој момент сега е 104 децибела бучавата на ова работно место на петостанот. Повремените мерења на бучавата, што се вршат во работната организација ФАС 11 октомври Скопје, покажуваат дека во просек бучавата се движи околу нормално дозволената граница. Но во погонот Костурно и Лимарско одделение, техничкиот процес повремено е придружен со поинтензивна бука, што е преминува дозволената граница. Бука над дозволената граница е присутна и во работната средина во текстилната индустрија. Во погоните ткајачница разбоите произведуваат интензивна бука од околу 95 децибели. Во повеќе наши текстилни фабрики, каде што старите разбои се заменети со посовремени машини, буката е намалена за околу 30%. Од ова произлегува дека голем број на луѓе во работната средина се изложени на штетното дејство на индустриската бука, која негативно се одразува врз здравјето на човекот. Испитувањата вршени во работна средина во црната металургија, ковачници или во текстилните фабрики покажуваат дека над 10 години кај 66% од работниците се јавува оштетен слух, по 20 години кај 80%, а по 31 година работно искуство скоро кај сите работници доаѓа до оштетување на слухот. У случајов ви го прикажувам еден диапозитив од истиот тој комбинат, каде што прегледавме 570 души работника и видовме дека со нормален слух се цирка околу 8%, со лесни оштетувања, што значи се уште немаат комуникативни потешкоти, се околу 44%, додека останалото
ima 42% се со веќе комуникативни потешкоти, со умерено оштетување на слухот, а 2 до 3% имаат и тешки оштетувања на слух. На следнава табела можете да ги видите следните разлики во оштетувањето на слухот. На една група работници во истиот комбинат, кои се испитувани во 1967 година, е установено дека со нормален слух се 7, со лесно оштетување 40 и со умерено оштетување, што значи веќе постојат комуникативни потешкоти 1. Истата таа група е испитувана во 1981 година, на 14 години покасно, е установено дека само 2 веќе се со нормален слух, 14 се сега со лесно оштетување, а порано беа 40, 29 имаат веќе комуникативни потешкоти во слушањето, порано тука беше само еден работник, сега се 29, и 3 више имаат тешки оштетувања на слухот, кај што тешко може да го пратат во обичајниот конверзационен говор. За да се заштити работникот од производната бука, потребно е да се преземат превентивни технички заштитни мерки, што ќе ја спречат штетната бука и ќе ја доведат до ниво кое не е штетно за здравјето на работниците. Ова се постигнува со колективни заштитни мерки, со спречување и намалување на буката уште при самиот извор, со посовремени машини, со помош на разни акустични материјали, плута, поставување на бариери до приемникот и слично, што се планира при изградбата на објектот, и со индивидуални заштитни средства. Овде во Рудници и Железарница Скопје разговараме со инженер Панајот Станишев, главен инженер за техничка сигурност при работа. Другар Станишев, какви заштитни, индивидуални заштитни средства презема вашата работна организација за заштита на работниците? Нашата работна организација, покрај техничките мерки кои ги превзема за заштита од бучава на работниците, како што се вградување на командните пултови и командни кабини во посебни простори или заштитни кабини, вложува знатни материјални средства за набавка на средства за лична заштита. Тие средства кај на што се користат воопшто се од 3 вида. Така наречената шведска вата, чепови и штитници за уши. Сите тие средства ја намалуваат бучавата од 10 до 35 децибела. На самиот прием работниците се посебно обучени од проблематиката на заштитата при работа, посебно внимание им се обрнува на заштитата на слухот. Но за жал, иако се обучени, им се скренува внимание, има доста работници кои нередовно од разни причини не ги носат заштитните средства. Заштитните средства не ги носам редовно поради следните причини. Значи, не можам добра комуникација со другарите. По време главоболки имам, ми се појаваат на ушите као воспаление некоја и поради тие причини редовно не може да ги носам. И превентивните медицински мерки за заштита имаат огромна улога во настојувањето да се заштити работникот во бучната работна средина. Примариус доктор Димитар Кичев, шеф на диспанзерот при Рудници и Железарница Скопје, ќе ни каже какви превентивни медицински мерки на заштита презема нивната работна организација. Едно од професионалните заболувања во железарницата е и оштетување на слухот од индустријска бучава. Досегашните аудиометриски мерења покажуваат дека има промени во органот на слухот кај работници кои работат на работни места каде бучавата е изнад максималните дозволени граници. Поради тоа, покрај техничката заштита се вршат и превентивни медицински прегледи.
Превентивните медицински прегледи имат за цел да извршат професионална селекција на работниците при приемот на работа, имајќи ги при тоа во вид нивната здравствена состојба и условијата за работа на работни места за кои истите конкурират. Потоа, следење на здравствената состојба на работниците кои веќе работат на бучни работни места со цел на откривање на ранни симптоми на оштетување на здравјето и превземање на мерки за спречување на прогредирањето на веќе оштетеното здравје на работниците и лекување на болеста. Разговараме со примариус доктор Костадин Грековски, специјалист по медицина на трудот, главен републички санитарен инспектор. Доктор Грековски, како се спроведуваат законските прописи за заштита на работниците од штетната бучава? Републичкиот санитарен инспекторат, врз основа на член 2.3 од Законот за санитарната инспекција, врши надзор на спроведувањето на мерките за заштита на здравјето на работниците. Во рамките на овие надзори опфатени се 160 организации на дружен труд, во чиј технолошки процес се јавува штетна бучава. По однос на овие надзори се врши контрола на бучавата. Со тоа се задолжуваат работните организации да вршат мерења преку овластени стручни работни организации. Во колку се утврди штетна бучава на одредено работно место, работната организација е должна да тие работни места ги издвои преку своите правилници за заштита при работа, како работни места штетни по здравје од бучавата. Работниците кои се изложени на штетното дејство на бучавата треба најмалку еднаш годишно, согласно еден сојузен правилник за заштита од бучава, да вршат здравствени прегледи преку овластени здравствени работни организации. Преку овие здравствени прегледи се утврдува состојбата на слухот, се откриваат оштетувањата на слухот и се презимаат соодветни мерки за заштита на здравјето на работниците и спречувањето на трудовиот инвалидитет. Се викам Василевска Слободанка, во погонот Качица на Нолча Камишева работев како 17 години и поради оштетен слух преместена сум во погонот Везилница, каде што нема бучава. Какви се досегашните резултати од извршените санитарни надзори по однос на спроведувањето на мерките за заштита на работниците од штетната бучава? Републички санитарен инспекторат има 8 годишна активност и има забележено добри резултати. Досегашните резултати од вршените санитарни надзори укажуваат дека во одредени индустријски грани е присутна зголемена бучава на повеќе работни места. Испитувањата на слухот исто така укажуваат на професионално оштетување на слухот кај одреден број на работници. Така, констатиравме во еден металуршки комбинат и оштетување од 20% од оштетувањето на слухот, кај текстилната индустрија, нарочно во старите ткаешници, процентот на оштетувањето на слухот се зголемува до 37%. И поред доделените лични заштитни средства, ова состојба укажува дека работниците нередовно или никако не ги употребуваат личните заштитни средства. Работните организации заедно со органите на санитарната инспекција во последните години презимаат низ мерки за санација на состојбата. Многу работни организации успеа да го модернизираат технолошкиот процес со воведување на нова технологија, на нови машини, а исто така, по однос на личните заштитни средства, се употребува последно време шведската хигиенска вата, која се покажа како многу корисна и прифатлива од страна работниците. Човекот не само на работното место, туку и на улица, во комуналната средина, е изложен на бука, особено во големите градови од автомобилскиот и авионскиот сообраќај. Бучавата не може да се разграничи во работна и животна средина, бидејќи голем број фабрики се лоцирани во центарот на градот, кој се извор на бучава и за пошироката околина. И нашава република ја зафати брза индустриализација. Се изградија нови објекти, сообраќајници, рапидно се зголемува бројот на нашиот семеен миленик, автомобилот.
Според податоците од Градскиот завод за здравствена заштита, комуналната бука на главните сообраќајници се движи над нормално дозволената граница од 65 децибели со исклучок на приградските населби. Мерењата извршени во 1978 година на раскрсницата Кочорацин 11 октомври изнесувале минимална вредност од 78 децибели, а максимална 84 децибели. Во 1980 година 66 до 92 децибели и во 82 година 70 до 82 децибели. И денеска се наоѓаме на раскрсницата 11 октомври Кочорацин за на лице место да извршиме мерење на интензитетот на бучавата. Со нас се и доктор Елеонора Секеј-Сухарева и санитарниот техничар Живка Цветкова. Сега е 11 часот и 3 минути. Доктор Елеонора, во овој момент колку изнесува интензитетот на бучавата? Бидејќи сме на најпрометна раскрсница во Скопје, движи се од 74 до 78 децибели. Да. Сега се наоѓаме на улицата Моша Пијаде, спроти градската болница, па да видиме, да чуеме колку овде изнесува интензитетот на бучавата. Тука интензитетот на бучава изнесува 72, 74, што исто е поголемо од стручните норми од 65 децибела. Се наоѓаме на едно помирно место, во една од приградските населби на Скопје, во населбата Железарница, па да видиме колку овде изнесува интензитетот на бучавата. Овде интензитетот на бучавата изнесува од 42 до 48 децибели и тоа е една од помирните населби. Ние више 2-3 години мериме тука и така дојдовме до заклучок од тие мерните места, овде е најтихо. А каде, доктор Елеонора, најголем интензитетот на бучавата во градов? Најголем интензитет на бучавата во градот е во околина на сообраќајниците. Исто така можеме да речеме и јавните установи, градинки, школи и некои други установи, кои се наоѓаат во близина на такви сообраќајници, каде интензитет на бучавата е над стручните норми од 65 децибела. Исто така и тамо имаме зголем интензитет на бучава. Комуналната бука ја наметнува потребата за постудиозно изучување на бучавата во градовите. Затоа во урбанистичките планови мора да се обрне внимание повеќе отколку денес на густината на населението, висината на објектите, ширината на улиците, озеленувањето и друго. При планирањето на новите улици треба да се предвиди и застапеност на листопадни широколисни растенија како заштитна зона, бидејќи зеленилото во вакви околности ја намалува бучавата за околу 20 децибели. Потребно е да се исклучат од сообраќај технички неисправните автомобили и транспортните камиони, да се градат објекти со акустична изолација со користење на соодветен градежен материјал, да се дислоцира транспортниот сообраќај надвор од градот и слично. Градската бука, за разлика од индустриската, не доведува до физиолошко оштетување, но делува психолошки и го нарушува мирот и спокојството кај луѓето. Но ќе комуналната бучава влијае на здравиот сон на човекот работник. Бучавата како феномен на модерниот свет во последно време се повеќе го загрозува и просторот за одмор и рекреација.
Povremeno dobivam prašanje da li intenzitetna ta muzika, što odredena populacija na naši mlade luđe slušaат во нивните диско клубови, джубоксови и така натаму, дали штетно делува врз слушниот орган. Чина не треба да се заборави дека тука се работи за една врста уживање, каде што се вклучуваат одредени позитивни биомеханизми кои се не се она што го имаме, што се дешава во условите на професионалните оштетување на слухот, кај што влијаат одредени негативни фактори, но тоа не треба да значи дека таа популација која ужива овакво слушање на оваква музика има право да во своите приватни домови пушти таква интензитетна бучава која преку 2 или 3 стана може да се слуша, бидејќи ако е за нив тоа одредено уживање и слушање на една и вклучување на одредени позитивни биомеханизми, тоа не значи да за другите е тоа уживање и не доведува до вклучување на одредени негативни биомеханизми, кај што, ако ништо друго, оно барем го ремети нивниот сон, расположение, концентрација и, ако сакате, и една среќата во живењето во тој стан. За заштитата на населението од штетната бучава во тек е донесување на закон за заштита од штетната бучава. Во овој закон се предвидува значајно учество на органите на санитарната инспекција во заштитата на здравјето на населението од штетната бучава. Како да се спречи бучавата сосема да го загади животниот и работниот простор и да го загрози нормалниот и здрав развој? Ова прашање си го поставуваат денес многу индустријски развиени земји во светот. Мерките за заштита од штетната бучава и вибрациите во работната и животната средина мораат да имат мултидисциплинарен пристап и да се решаваат со помош на науката во правец на унапредување на заштитата, а централно место во овој круг треба да има човекот. И нашите законски прописи се така конституирани да на сегашните и идните генерации им се обезбеди средина за здрав развој. Светот во кој живееме мора да биде потивок, инаку не ќе можеме да се слушнеме. Ќе живееме во свет без разбирање, свет на експлозии без и нервоза, што преку ден ги напластила бучавата.